Добар ден! Како во изминативе години, така и оваа. Коце Трајановски повторно ги дочекува есенските и зимски денови целосно неподготвен за справување со загадувањето, кое што е најкритично во овој период од годината. И покрај бројните ветувања, градската власт не стори ништо да го намали нивото на ПМ честички во воздухот во Скопје и дозволува сите ние да се труеме од загадениот воздух. На Скопје му е потребна итна стратегија за чист и квалитетен воздух кој што го дишат скопјани. Затоа, по победата на локалните избори, како нова градска власт, ќе превземеме низа краткорочни, но и долгорочни мерки за намалување на загадувањето. Во прв план ќе биде заштитата и дополнителното зголемување на парковите, дрворедите и сите зелени површини во градот. Процентот на зеленило мора драстично се зголеми, особено во централното градско подрачје. На територијата на град Скопје и во скопските општини ќе биде воведена дежурна инспекцијска служба која што ќе работи на повик 24 часа, 365 дена во годината. Ќе има засилен и континуиран мониторинг на сите загадувачки супстанции во воздухот, како и мониторинг на присуство на тешки метали како арсен, кадиум и олово во воздухот. Новата градска власт ќе вложува и во нови, економични и еколошки извори на енергија за да се намали употребата на огревно дрво и нафта за загревање, а јавниот превоз ќе се одвива по повисоки еколошки стандарди. Мора да ставиме крај на непланираното градење и градежниот хаос што беше главна одлика на владењето на продолжената рака на Никола Груевски Коце Трајановски. На Скопје одамна му е потребна нова услужна локална власт што ќе ги решава проблемите на граѓаните на ефикасен, чесен, одговорен и транспарентен начин. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овие 100 дена колку што ја предводи владата на Македонија покажа дека зборот е збор и дека работи одговорно и во интерес на граѓаните. По победата на локалните избори тоа ќе го покажат и сите советници и градоначалници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Честниот и одговорен, транспарентен пристап и од централно ќе го пресликаме на локално ниво. Благодарам, поведете се прашање. Шулигов, дали очекувате поддршка од ДУИ во Скопје со оглед на тоа дека Османи денеска најави можност за заеднички кандидат во Скопје, но и во повеќе единици на локална самоуправа? Разговорите кажав и во моето представување како градоначалник, овие локални избори нема да зборуваме само за локалната власт и овие не значат само уредување на секојдневното живење кое што ќе има приоритет во активностите. Меѓутоа овие избори носат и сериозна политичка порака. Политичката порака на овие избори мора да биде целосно политичко погребување на Никола Груевски. Груевски, груевизмот, начинот, клептоманскиот, криминален на владење не смее да и се повтори на оваа држава. Во таа смисла, секој политички субјект кој што сака да се приклучи на оваа борба која што треба да ја довршиме на локалните избори е добре дојден. До каде ќе одат конкретните разговори и како ќе бидат ефектуирани во моментот кога ќе биде созреана таа состојба, ќе ја соопштиме на јавноста. Нешто конкретно за некоја можност работа во некоја конкретна општина, например Ичево, Тетово? Велам, во овој момент се уште не се зрели информациите да ги споделиме со јавноста. Во секој случај пред одржување на локалните избори, доколку биде постигнат таков тип на договор и разговор, ќе биде соопштен на јавноста.